Времето за лансирање на првиот електричен модел на Honda во Америка наближува и јапонскиот производител ги дефинираше неговите карактеристики. Не е тајна дека под атрактивно обликуваната каросерија се крие механика од General Motors, поточно платформата од електричниот Chevrolet Blazer и Cadillac Lyriq. Причината за ваквата невообичаена соработка е јасна. Големите трошоци за развој и организација на производството кои ќе се одвиваат во погоните на General Motors во Мексико. Honda Prologue, како што е наречен овој кросовер, има должина од 4,9 метри и широко градомеѓеоскено расстојание од 3,1 метар. Дизајниран во студиото во Лос Анџелес, го имплементира новиот стил на возилата на јапонската марка за кој американците сметаат дека е премногу едноставен. Истата стратегија е применета и во интериерот, каде во функционалноста ништо не и пречи. Простор има и повеќе од доволно, а опременоста е над нивото со кое се пласираат сличните модели на General Motors. Во понуда ќе бидат две конфигурации со еден или два електромотора. Honda засега ги објави спецификациите само за посилната варијанта со погон на сите 4 тркала, која со своите 288 конски сили ќе биде значително послаба од механичкиот близнак Acura ZDX. Батериите од 85 киловат-часа ќе обезбедуваат 480 километри пат со едно полнење, пошто за само 10 минути ќе се освежат со струја за поминување 100 километри. Цената не е прецизно дефинирана, но се очекува да се движи некаде помеѓу 45 и 50 илјади долари. Освен во Северна Америка, продажба во другите региони не е предвидена.